Не е крајот што го очекував, тоа можам во најмала рака да го кажам, и ми фали дружењето. Тоа е најголемиот момент што нема да можам да се на еден правилен, не знам, вистински начин да се збогувам со сите што ги познавам тука и што ќе не можам да го завршам тој дел од мојот живот на начинот на кој што јас сакав. Сега, бидејќи ние матурантите оваа година нема да можеме да славиме матурска прослава, да, малку сме тажни поради тој факт, но поради фактот дека сепак треба да останеме дистанцирани, дека треба да ги следиме мерките, мислам дека во овој период, во ова време, мислам дека најдобрата опција е да не се слави, бидејќи не се повеќе комплицира ситуацијата. Па, дефинитивно има така чувство на недостаток, како нешто што сме пропуштиле, што сме требало да го имаме, дали е тоа самата забава, дали е тоа купувањето на облека како символично преоѓање од млади луѓе во возрастни, во факултетли и така. Сметам дека има многу што ќе пропуштиме со матурата, дури да се одржи некаква верзија на истата. Сепак сметам дека е најважно да останеме сите другари, да останеме во контакт и сега моментално најважно да останеме безбедни, да останеме дома согласно мерките за заштита. Јас имав идеја искрено да направим една символична прослава на интернет преку овие апликациите за видеоконференција како што е Zoom, како што е Skype, или како клас или како генерација. Меѓутоа има идеја од другите ученици да направиме нешто, некоја мала прослава која ќе заврши сите од кризната ситуација. Има толку многу што пропуштивме, како целата четврта година како таква не успеавме да ја доживееме. Дури работите поврзани со школа, како тестови, целиот тој стрес и тоа е се значаен дел од средношколското искуство кој ние сега нема да добиеме да го имаме. Но сепак ќе ми недостасуваат така сето тоа што пропуштив. Доаѓање во школа секој ден, имање на некаква рутина, одење на кафе со другарките за одмори и меѓучасови, одење празни часови во кои немаме што да правиме, па само седиме тука на клупите или во читалната. И едноставно такви мали моменти што тогаш кога ни се случувале не ни значеле нешто посебно, но сега всушност сваќаме колку ни недостигаат. За мене средношколските денови представуваат многу убав дел од животот. Денови поминати со радост, смеа, дружба, размена на многу искуства, добивање многу знаења.